Денес имаш и право и причина да се чувствуваш навистина горд. Многу убав народ ти дојде. Овде гледам бројни личности со име и со презиме, со биографија. Гледам личности со габарит. Луѓе што оставиле белег, што има тежина во ова наше македонско општество. И не се, како што беше случај минатата недела во истата оваа сала. Тука, заради тоа што ни се плашат, или заради тоа што чекаат на некој начин да бидат наградени. Ние и да сакаме, не можеме да го направиме ниту едното, ниту другото. Овие луѓе се денес тука затоа што искрено, од срце, те поддржуваат и те почитуваат. Затоа што веруваат во тебе. Затоа што ги полагаат своите надежи во тебе. Затоа што ја посакуваат твојата победа исто толку колку што ја посакуваш ти. Цени го тоа и никогаш немој да го заборавиш. Вакво нешто со пари не се купува. Оваа доверба мора да ја оправдаш. Драги пријатели, Јани и долго и добро го знам. Бидете убедени дека така ќе биде. Затоа што Јани е човек со карактер. И скромен, и амбициозен. Упорен, но не и тврдоглав. Верува во себе, но и во туѓи добри идеи. Еме градски, еме народен човек. Работлив и крајно одговорен кон врските. Затоа и низ целиот свој живот беше еден од најдобрите во својата генерација. И како ученик, и како студент. Јани не влезе во политиката како некои други, затоа што немаше друга професија. Пред него беше успешна универзитетска кариера. Тоа што денес не е професор, туку пратеник и кандидат за градоначалник, е резултат на една негова карактерна особина. Тој на состојбите сака да влијае, сака да ги менува, а не да биде предмет или жртва на туѓи одлуки и туѓи политики. Јани е ретко храбра личност. Него не можеш ниту да го уплашиш, ниту да го поколебаш. Борец кој никогаш не се откажува. Вистински избор за оваа тешка битка во која од денес и официјално влегуваме. Почитувани граѓани, на локалните избори на 24 март, најголем политички конкурент на Јани Макрадули нема да биде, како што многубина од вас можеби мислат, актуелниот градоначалник на град Скопје. Затоа што во изминативе 4 години Скопје и немаше градоначалник, туку обичен технички извршител и подписник на туѓи идеи и одлуки. Зарем некој може да помисли дека во било кој момент за било што поврзано со Скопје 2014 Гоце Трајановски бил прашан или му се побарало мислењето? Зарем некој може да поверува дека барокната наезда врз Скопје е резултат на естетските критериуми и архитектонските афинитети на Гоце Трајановски? Зарем некој може да помисли дека монументалните споменици војнот на конј, на таткото на војнот на конј и мајката на војнот на конј и сопруга на војнот без конј е личен белег и резултат на историската обседнатост на Гоце Трајановски?
Зарем некој верува дека Гоце Трајановски во било кој момент, од било кого бил прашан за уметничката инсталација Жални врби во Вардар, за бродовите во Вардар, за мостот око, за триумфалната капија, па дури за она што го нарекуваат нова градска куќа. Има ли таков што мисли дека Гоце Трајановски бил воопшто информиран, а камоли прашан за набавката на автобуси за ЈСП, за нивната цена, за условите под кои се зема кредитот со кои тие ќе се плаќаат? Епа, ако Гоце Трајановски не бил ниту прашан, ниту информиран за било што од ова што досега споменав и за уште многу други работи поврзани со градот Скопје, логично се поставува прашањето: имаше ли Скопје воопшто градоначалник во овие 4 години? Имаше. Ама тоа не е Гоце Трајановски, туку како и се друго во оваа држава Никола Груевски. Тој само одлучуваше и за ништо никого не прашуваше. Тој преку грбот на скопјани и третирајќи го како приватен експериментален полигон нашето Скопје, ги лечеше своите комплекси и фрустрации, ги задоволуваше своите хирови и мегаломански идеи. И затоа, Јани, ти посакувам на 24 март со подршка на сите нас, со подршка на сите скопјани, да го поразиш управителот, вистинскиот владател и неовластен узурпатор на Скопје Никола Груевски. Твојата победа во Скопје ќе ја најави, ќе ја отвори вратата на големата победа за цела Македонија. Почитувани граѓани, за жал живееме во време невреме. Време во кое на еден осмислен и систематски начин се изместија сите критериуми и стандарди. Се инсталира еден нов, сосема искривен вредносен систем. Тоа што некогаш беше за срамење, денес е за гордење. Тоа што некогаш беше погрешно, денес е правилно. Тоа што некогаш беше криминал, денес се третира како доблест. Глупоста се прикажува како мудрост, лагата како вистина, ненормалното како нормално. Државата се третира како приватна собственост, демократијата како непотребен баласт, уставот и законите како кочница, како препрека која може да се прескока или пробива по желба и по потреба. Македонија е земја во слободен пат, во пропаѓање по сите основи. Сите ресурси, материјални, човечки, духовни, се целосно исцрпени. Ние, како држава, немаме капацитет уште долго да ги издржиме овие погрешни и погубни политики. Или брзо ќе се случи пресврт, ќе се вратиме како земја на вистинскиот колосек, или ќе ја поминеме црвената линија после која враќање назад нема. Драги пријатели, ова се наши животи, ова е наша земја. Одговорноста за тоа какви ќе бидат е наша и ничија друга. Изборот пред кој се наоѓаме на сите ни е јасен. Или мирно, покорно, со наведната глава ќе го чекаме судниот ден, или ќе се одважиме, ќе се охрабриме, ќе се одлучиме и ќе ги земеме работите во своји раце. Трето нема. И секое салонско дебатирање за трето е всушност лажење на собствената совест за првиот избор. Оваа власт не може да се вразуми. Оваа власт мора да се порази. Ги слушам овие денови како постојано не прозиваат и не прашуваат која е нашата програма, кои се нашите проекти. Не повикуваат да сме ги соочеле концептите. Па има ли поголемо соочување на концепти од нашето враќање на демократијата
наспроти нивниот тоталитаризам. Слободата за која ние се бориме наспроти нивното силежиство и насилство. Од нашето јакнење на правната држава наспроти нивното газење и по устав и по закон. Од нашето инсистирање да не се земаат кредити за споменици и фонтани, туку за автопатишта и енергетски објекти. Од нашата европска наспроти нивната античка Македонија. Мала ли оваа концептуална разлика? Небитна ли е оваа наша понуда за иднината на Македонија? И пуштија синхронизирано нивните медиумски галази и загари со истата нарачена критика. Бранко зборува за централни теми, а ова биле локални избори. Па зарем тие очекуваат дека кога гледам како народот ни страда, а државата ни пропаѓа, јас да зборувам за патшиња и тротоари, за кружни токови и паркови. И на крајот на краиштата, ако јас зборувам за национални теми, зашто зборува Никола Груевски? За Бранко и само за Бранко. Седум години целата власт во оваа држава е во неговите раце. Државата ја доведе до катастрофа, ја доведе во колапс. А за него најважната работа на светот, најважната преокупација, најприоритетниот проект му е како опозиционер од Бранко да си замине. Не си одам, Никола! Почитувани граѓани, ова не се обични локални избори. Тоа го знаеме ние, тоа го знаат и тие. Ова е тест која Македонија ќе се покаже како посилна, побројна, помоќна. Нивната, силеџиската, полтронската, корумпираната, забеганата, или ова нашата, ова за која ние се бориме, демократската, слободарската, борбената, правдолюбивата, напредната. Овие избори се можност со гласот на народот да и се одземе легитимитетот на оваа власт, да се отвори патот кон предвремени парламентарни избори не после септември, туку многу побрзо, веднаш. Овие избори не се битка за обична власт, туку за нешто многу повеќе, за нешто многу поголемо, за иднината на овој народ и оваа држава. Таква битка не се пропушта. Од таква битка откажување и повлекување нема. Таква битка мора да се добие. Ајде сите заедно да го направиме вистинското. Ајде сите заедно да направиме нешто со кое